На периферијата на Вилнус, мажи волонтери прават печки од стари автомобилски гуми. Овие преносливи печки ќе патуваат во Украина, каде што ќе бидат голема помош во последните недели од зимата. 50% се наменети за армијата, а остатокот е за луѓето кои ги загубиле домовите и живеат каде нашле. Каде и да се луѓето, таму ќе одат овие печки. Овие луѓе кои работат во нивното слободно време со своји алатки и собствено финансирање на испораката на печките во Украина се само еден пример за подготвеноста на Литванија да продолжи да ја поддржува Украина една година по почетокот на војната. Литванската директна помош за Киев изнесува повеќе од $700 милиони, од кои 257 милиони се воена помош. Обединетите нации велат дека 75.000 украинци моментално живеат во Литванија, која што гарантира дека мнозинството бегалци ќе добијат дом. Владата на Литванија ја промовира програмата за помош како национален напор што произлегува од локалните заедници. People are actually doing what they can. Луѓето прават што можат. Некои го отвораат домот за бегалци од војната или даваат пари преку платформата Байрактар, која Литванија прва почна да ја користи за оваа намена. Економијата на Литванија е класифицирана како економија на среден приход, на исто ниво со партнерите во Европската унија како Шпанија или Португалија, нудејќи можности за бегалци кои се повеќе заинтересирани за работа, отколку за живот од добротворни донации. Тоа, велат наблюдувачите, им помогнало на литванците да продолжат да помагаат во време кога војната влегува во втората година. Друг олеснителен фактор е тоа што многу украинци зборуваат руски. I think that Lithuanian response. Мислам дека одговорот на Литванија, како општествено, така и од аспект на институционална организација, беше многу позитивен. За украинците е лесно да најдат работа, затоа што знаат руски јазик и овде многумина зборуваат руски. Because they know Russian language, a lot of people speak Russian language here as well. Друг тип на бегалци најдоа дом во халите на музеите на Литванија. Голем број уметнички дела од Украина беа испратени тука да се заштитат од руското бомбардирање и ограбување, како во музеот на Керсон. When Ukrainians came back, Кога украинците се вратија, видоа дека во Националниот музеј на Керсон немаше слики. Тие украдоа се. they have stolen everything. Други трудови од украински уметници исто така овде најдоа за солниште. Некои од тие предмети доаѓаат директно од фронтот. We had like 20 Имаме 20 икони насликани на кутиите за куршуми. Можете ли да го замислите тоа? Can you imagine that? Годината на ужас, на најлошиот конфликт во Европа по Втората светска војна, веќе се преточува во втора. Но на улиците на Литванија нема знаци на замор.